Втора шанса е граѓанско здружение од Кочани, чија основна задача е да се грижи за заштита на животните. Неговото екзистирање, како и кај сите слични здруженија, пред се е базирано на ентузијазмот и желбата за граѓански активизам, за да се подобри состојбата во општественото живење. Изразените проблеми со бездомните и напуштени домашни миленици и други животни и изнаоѓените начини за нивно решавање е една од задачите што си ги поставиле членовите на здружението. Во осумаголник разговараме со Билјана Лазарова од Втора шанса за предизвиците со кои се среќаваат активистите за заштита на животните во Кочани. Лазарова, колку време како постои вашето здружение за заштита на животните овде во Кочани? Нашето здружение постои од прилика 3 месеци. Решението за постојање на истото е донесено на 5 ноември 2013 година, што значи релативно нови сме како здружение, но тоа исто така не значи дека пред да постоиме не сме ги вршеле активностите кои што и сега ги вршиме. Зошто мислевте дека е потребно да се формира здружение овде во Кочани? Немаше досега такво, имаше обиди претходно некои други здруженија да ја прават заштитата на животните, меѓутоа вие конкретно се определивте токму за такво здружение. Ние претходно вршевме активности во смисла на спасување на животни, кучиња, мачиња кои што се наоѓаат во незавидна ситуација, меѓутоа делувавме како поединци, што се докажа како доста тешка активност. Затоа решивме одредени луѓе кои бевме истомисленици дека полесно и подобро би било да основаме едно здружение за заштита на животни и дека со тоа би се олесниле активностите кои што ги спроведуваме и денес. Имате ли истомисленици? Колкав е бројот овде во Кочани? Се добива впечаток дека луѓето многу помалку се оние кои што се грижат за заштита на животните. Имаме доста истомисленици, меѓутоа истите како да се плашат да го покажат тоа за да не бидат осудени од нивните неистомисленици и да не кажам се устручуваат, би сакале нешто да направат, меѓутоа од страв од осуденост. Сепак се работи за хумана дејност, нели? Хумана дејност, меѓутоа кога се работи за животни и за луѓе, не го делат истото мислење, мислат дека е нормално да помогнеш на човек, меѓутоа има и такви кои што не мислат така се разбира, а дека е поразлично доколку помогнеш на животно. Меѓутоа јас и животните ги доживувам исто како и луѓето. И тие се родители, и тие се дете на некој, и тие имаат потреба од љубов, чувствуваат глад, имаат чувства. Дали само тоа што животните не знаат да зборуваат, луѓето имаат впечаток дека се на пониско ниво во општеството? Предпоставувам, да, меѓутоа тоа што не знаат да зборуваат не значи дека и ништо не чувствуваат. Напротив, токму поради тоа што не знаат да зборуваат, ние сме тие кои што зборуваме во нивно име. Има ли голем број животни во Кочани кои што се незгрижени? Каков е вашиот првичен впечаток, односно правивте ли некаква проценка на тоа? Од прилика имаме направена проценка и сметаме дека бројот на бездомни кучиња во нашиот град и не е толку голем. Меѓутоа, се зголемува бројот со самото тоа што некој го чувал тоа куче како домашно милениче, а потоа кој ќе остари или кој ќе се разболи, го пушта на улица на милост и немилост. Јас лично сум против таквите постапки, затоа што ако се разболело или остарело, не значи дека веќе не треба да живее. Напротив, тогаш најмногу му треба некој, а тоа оставено да се грижи самото за себе. Во такви случаи кога сме налетувале, го згрижуваме истото, го опоравуваме, но за жал тешко е да се вдоми, па така ние кај нас имаме соберено неколку такви. Обично се мисли дека домашни миленичиња можат да бидат животни, не зборуваме овде само за кучиња, кои што се од некаква позната раса. Меѓутоа, голем дел од нашите сограѓани имаат и кучиња кои што немаат претходно педигре или потекло, а сепак се нивни домашни миленичиња. Каква е состојбата? Сте правили ли некакво вакви истражувања, базично? Истражување немаме направено, меѓутоа тоа е очигледно и без да се врши некој истражување се гледа дека луѓето претендираат да чуваат расни кучиња или расни мачки,
или било какво домашно милениче, меѓутоа ќе напоменам пак дека не мора да значи дека ако тоа што не е расно нема никакви чувства, напротив, сите тие за мене представуваат исто и така расните претежно ги чуваат затоа што ги размножуваат, па потоа ги продаваат. Јас лично сум исто така и против продавањето на истите, затоа што има толку многу бездомни кои што можат да се вдомат, со самото тоа спасувате живот на некој бездомно животно. Меѓутоа, тоа е природна појава. Животните мора да се размножуваат, а веројатно на нивните собственици премногу би им дошле повеќе животни, па затоа и се приморани да ги продаваат. Како сепак гледате на таа појава? Да, меѓутоа, доколку не би сакале да се размножуваат, за да потоа не морат да ги продаваат, постои начин и за тоа, може да ги кастрираат, женските да ги стерилизираат, како не би дошло до нивна прекомерна бројка, па да мораат на било кој начин да се интересуваат од нив. Дали само финансиската причина, немањето доволно средства за да се чуваат домашните милиничиња, се основната причина тие да бидат напуштени од нивните собственици? Па, за некој да, за некој не, зависи од поединецот. Еве, јас, например, познавам луѓе кои што живеат во многу, да не речам, одвај услови за живот, да, субстандардни услови за живот, меѓутоа нивното домашно милениче никогаш не го оставиле гладно. Значи... Некој ќе рече, ако јас морам да му дадам на моето дете да јаде, значи јас треба да му скратам за да дадам на моето домашно милениче, меѓутоа не е така. Доволно е на тоа домашно милениче да му дадете барем еден оброк дневно, за да тоа може да го преживее денот, а се разбира пожелно е 2 пати. Бидејќи самите веројатно чувате домашно милениче, љубовта кон милениците веројатно е иста како и кон своето поколение, односно кон луѓето. Па да, и морам да бидам искрена дека тие дури се животните се многу поискрени, поискрени се нивните чувства спрема вас, особено кучињата, тие се верни пријатели до крајот на животот и никогаш нема да ве разочарат. Единствен начин кој ќе ве разочарат е кога ќе го напуштате овој свет. Што чувате конкретно? Па имаме неколку кучиња згрижени на приватен имот, затоа што немаме место, простор каде можеле да ги згрижиме. Во врска со тоа прашање на неколку наврати бевме и кај нашиот градоначалник, господинот Радко Димитровски. Меѓутоа, поради неговите преголеми обврски, не беше во можност да не прими, така да се надеваме дека во некоја следна прилика ќе имаме можност и за тоа да поразговараме со него, па ги чуваме на приватен имот и така, секој ден има некој што се грижи за нив, а лично јас дома имам 2 мачиња. Имав повеќе, се разбира, само за моја среќа успеав да ги вдомам, меѓутоа имаме некои од нашите членови кои што во нивните домови чуваат и по повеќе згрижени мачиња или кучиња. Еве, например, мојата сестра има дома 8 мачиња. Кој е основното барање што би го барале од општината, еве, да помогне градоначалникот, локалната самоуправа во поглед на згрижувањето на домашните миленици и воопшто на животните кои се напуштени? Сега за сега примерна цел ни е да имаме барем некаков простор каде би можеле да ги згрижуваме повредени, изнемоштени животни, затоа што сепак тешко е да се најде простор за такво нешто. Откако го излечиме истото, го пуштаме пак на улица, затоа што не е можно да се вдоми. Меѓутоа, просторот сепак не е примерна цел, затоа што за да згрижиш некое болно животно или настрадано од некаков инцидент, без разлика од каков, мора да има надзор над него 24 часа дневно, значи не можете да го оставите само на милост и немилост или истото да го третирате додека се наоѓа на улица. Што станува со исхраната? Ако веќе добиете простор, веројатно ќе се јави прашањето како ќе ги прехраните. Нашата цел во програмата е да обстои воздружението од разни донации, од членарините кои што ги уплатуваме ние членовите секој месец по 100 денари. Тие 100 денари не се кој знае колкава сума, меѓутоа на некој животно може да му заврши голема работа, по 100% се собираат. Сега за сега храната, вакцини, разни третмани ветеринарни ги обезбедуваме со самофинансирање, затоа што
имајќи во предвид каков е менталитетот кај нас во Република Македонија и немаме кој знае колкав одзив заради донирање за здружението, кои што средства после тоа би се искористиле за потребите на истото. Значи дека нема можности да се побарат пари од фирми, да речеме, како спонзори на здружението? Па сме помислиле на тоа, меѓутоа постои нашата Facebook страна преку која апелираме секојдневно да се секој по своја можност да донира колку што сака, тие средства после тоа ќе бидат пренаменети за потребите на здружението, меѓутоа како што веќе кажав и претходно, одзивот е многу слаб. Имајќи предвид дека кратко време постоите, релативно кратко време, дали можеби постои можност да се бараат пари или финансиски средства со некакви проекти кои што би ги финансирале и странски фондации, би рекла? Имајќи предвид од разговорите со членови од другите здруженија, скопските, белешките, и тие го имаат истиот проблем. Граѓаните на Република Македонија не се толку заинтересирани за вложување средства за тие намени и како што и самите тие кажа, дека повеќето донации за вршење на нивните активности стигнуваат од странство. Меѓутоа, јас се надевам дека се подигнува свеста на нашите граѓани, особено сум изненадена што свеста на граѓаните се подигнува кај помладата популација. Затоа што имам видено случаи кога хранам кучиња на улица и слично. Ако тие видат дека вие го правите тоа, ви се придружуваат. Меѓутоа сметам дека од таквата постапка сметам дека им треба храброст за да почнат и тие истото да го прават. Ако постои некој друг и тие би го правиле, а сами како поединци не се осудуваат да го прават тоа. Сте размислували ли можеби да на некој начин анимирате, да привлечете луѓе кои што ќе ви се придружат, ќе ви дадат поддршка, ќе членуваат во здружението, едноставно да се омасови ова здружение што повеќе? Ние од време на нашата Facebook страна, која што гласи исто како и името на нашето здружение Втора шанса, апелираме до сите љубители на животни дека можат да се зачленат во нашето здружение и со тоа може да станат активен или пасивен член. Разликата е што активните членови на наш повик во одредени ситуации ќе треба да дојдат да ни помогнат. Ако не може во моментот ќе имаме разбирање, нели ќе повикаме некој друг, а пасивните членови ќе членуваат само членуваат и ќе бидат должни само да уплатуваат нивната месечна членарина која изнесува 100 денари. Споменавте се вика здружението Втора шанса, малку невообичаено име, меѓутоа како дојде до него? Па во моментот кога ги поднесувавме документите за основање на истото и за заведување во централниот регистар, имавме неколку предлози. Јас на пример сакав името да биде на англиски, затоа што некако поубаво ми звучеше на англиски. Одбравме неколку имиња, фрлавме ждрепки и на крај се испостави дека Втора шанса би било најдобро. Втора шанса токму поради тоа што на животните кои што се наоѓаат на улица или се пред смрт во незавидна ситуација, им се овозможува повторна шанса за живот. Токму затоа и Втора шанса. Колку вакви здруженија слични на вашето постојат во источниот регион, би рекол, Брегалничкиот регион конкретно? Во источниот регион имаме некаква најава дека постои во Штип, меѓутоа тоа беше само онака узмува, да не речам. Информацијата не е потврдена, не знаеме. Најблизо овдека постои здружение во Велес, Animals Voice, гласот на животните. Во Скопје најпознато е Анима Мунди, кое што неуморно и непрекинато се бори за правата на животните. И така јас сум им благодарна и ним за нивната соработка, кога ни треба некој стручен совет, се обраќаме до нив, а тие ни помагаат со совет што нам многу ни значи. Значи дека во помалите општини овде во регионот нема вакви здруженија? Нема сега, за сега да. Меѓутоа некој мора прв да почне, така да кога вие ќе почнете, се надевам дека ќе се подигне свеста и моралот кај граѓаните и ќе ни се приклучат во поголем број. Кои се оние основни цели што си имате поставено освен згрижувањето на животните како здружение? Нашите основни цели се борење за правата и благосостојбата на животните, вдомување на бездомните животни,
кој ќе видам живот на некој повредено, сигурно нема да го оставам на улица така. Исто така претендираме да апелираме до нашите членови и Facebook пријатели, доколку забележат некој случај на злоупотреба на животно или сега со се почестите девијантни појави, расфрвање, отров и така натаму, доколку е можно да се оберат докази за сторителот на тоа кривично дело и да ги достават до нас или да ни дадат информации, па ние после тоа се организираме, го дознаваме идентитетот на лицето и се организираме со следење на истото и чекаме момент кој ќе направи кривично дело, за да после со тие докази успееме случајот да го изведеме пред суд, односно со кратко и јасно кривично гонење на сторителите на таквите кривични дела, за што се предвидени и одредени законски мерки, како што се затворска казна или парично казнување. Фактички се работи за слично кривично дело како и за убиство на луѓе, не? Да, токму така, само морам и тоа да напоменам дека луѓето обично мислат ако убиеш човек тоа е убиство, ако убиеш животно дека тоа е еден вид спорт или задоволување на болните страсти на некој, што јас лично не го оправдувам, затоа што и тоа животно има душа, чувства, чувствува болка, страв, студ, се, така да јас ги доживувам исто како и луѓето. Значи ли дека на некој начин вие, вашето здружение, сте опоненти на оние ловечки здруженија кои што се пред се основно име да се занимаваат со отстрел на животните, а сепак и се грижат на некој начин? Јас лично да не ги поддржувам ловечките здруженија, меѓутоа тие одамна постоеле и ќе постојат, така да ние не сме толку моќни за да преземеме нешто против тоа. Меѓутоа, ловот на некој начин е и подобар за животните, затоа што се тие имаат сезони кога може да ловат, не е добро и пренатрупаност на одреден вид на животни. Ги споменавте девијантните појави, расфрлање отров, убивање на животните по улица на друг начин. Што до сега, барем како мерка, имате преземено, дали сте пријавувале во полициска станица или онamo каде што треба да се направи тоа? Па имавме случај на отровено куче, излеговме на местото на настанот и видовме дека кучето и да дојдеше ветеринар на лице местото, немаше никакви шанси да преживее. Направивме неколку фотографии од лице местото како доказен материјал. Го пријавивме случајот во нашата полициска станица, меѓутоа истите не ни излегува во пресред. И многу ми е жал што не ни излегува во пресред, иако истите се должни да го сторат тоа. Кривичната пријава би гласела на непознат сторител. Аз се надевам дека во иднина би го откриле кој е сторителот, меѓутоа за жал, уште пожално е што сторителите на таквите кривични дела, расфрвање, отров, тешко се откриваат. Имаме дојави за одредени луѓе кои што ни кажуваат кои се расфрлувачите на отрови низ нашиот град, како што неодамна имаше случај во местото викано Бавчалук. Меѓутоа истите не се осудуваат јавно да го кажа тоа, во тој случај кога немаме материјални видеозаписи, фотографии од тој вид докази, без сведоци не сме моќни да го истераме случајот на суд. Имаше неколку случаи кога беа отруени и расни кучиња кои се домашни миленици, значи чувани во двор, а сепак фрлен отров и починати животни. Дали во вакви случаи преземате некакви мерки, помош кон собствениците можеби? Па неодамна имавме случај кога на собственик на пекинезер му се случи да пекинезерот биде превезен од возило и истиот се консултирал со еден од нашите членови што треба да направи, како да направи за да сторителот биде казнен за неговото злодело. Го посаветувавме да го пријави случајот во полициската станица, затоа што веќе му бил познат сторителот, пред негови очи се случило тоа, запишали се и регистарските таблички и се. Посоветуване како да постапи, меѓутоа истиот не постапил по нашите совети.
Од полицијата неодамна имаше едно известување, апел, барање би рекол до граѓаните, оние кои што имаат домашни миленици, соодветно да се грижат за нив, односно да не ги пуштаат на отворен простор неконтролирано на улица и во околината каде што живееме. И беше препорачено дека прилично високи се казните за собствениците кои што ќе бидат затекнати како го оставаат своето домашно милениче. Некаде околу 400 евра, ако не се лажам, е глобата која што може да му се изрече на собственик. Какво е вашето мислење? Дали ова може да помогне? Може да помогне, меѓутоа пак ќе напоменам дека се потребни докази. Ако дете оставите некаде по ДНК тестови, ќе откријат кои се неговите биолошки родители и така тие ќе бидат соодветно казнете. Меѓутоа со домашните миленичиња тоа е малку потешко да се докаже, така да многу тешко, но се надевам дека пред се влијание има овде совеста кај граѓаните, да се надеваме дека ќе се подигне нивната совест и нема тоа да го прават во иднина. Повеќе пати во нашата редакција, па и воопшто во јавност се зборува за напади на кучиња, скитници, така наречени, значи кучиња кои што немаат собственици, и барање до општината и надлежните овде во нашава општина да се преземат некакви мерки, тие да бидат отстранети, уништени или пак однесени на некое соодветно место. До сега оправдувањата беа дека општината, локалната самоуправа нема такви ингеренции, односно нема ни доволно финансиски средства. Можете ли во заедничка соработка некако да најдете решение за овој проблем? Во заедничка соработка би можеле да се погрижиме за проблемот. Нападите од уличните кучиња не се случуваат току така, затоа што често можеме да слушаме по телевизиските канали како граѓаните биле напаѓани од кучиња бездомни и слично, меѓутоа и тие се исто како луѓето, дури не го нападнете и тоа нема да ве нападне вас, особено треба да се внимава кога се во сезона на парење или во глутница, тоа се најопасни, значи нека граѓаните не им се приближуваат, ако треба нека наместо од оваа страна, од другата страна, нека поминат за да не бидат во нивна близина. Сум имала многу искуства со улични кучиња, така да 100% ги уверувам сите дека доколку не се обидете да му наштетите на животното, нема ниту тоа да ви наштети вам. Обврска на локалните самоуправи, на општините воопшто во државата, како закон што е пропишено е тие да на некој начин водат грижа за овие бездомни животни. Треба да се вакцинираат, соодветна служба тоа да го прави. Сте контактирале ли можеби со ветеринарни служби за да и тие заедно со вас се вклучат во решавањето на проблемот со бездомните животни? Па треба да се вакцинира, да, меѓутоа тука влијаат и финансиските средства кои што ние не можеме да ги обезбедиме за да ги вакцинираме сите улични кучиња, затоа што како што веќе напоменав и претходно, најголемиот број средства се од наше самофинансирање, значи немаме донации сега за сега, се надевам дека ќе имаме во иднина и ќе се погрижиме да преземеме соодветни мерки во врска со тој проблем. Кога веќе спомнавме ветеринарни услуги, сакам посебно да му се заблагодарам на нашиот ветеринар, доктор Далибор Трифуновиќ, кој што секогаш ни излегува во престрет, без разлика во било кое време од денот или ноќта ќе му се јавиме, тој води најголема грижа за нашите животни. Имате ли некако стручно лице можеби што изразило желба да биде член? Пред се мислам на ветеринар и луѓе кои што се на некој начин вклучени во заштитата на животните. Па имаме член што е направен факултет, значи да во одредени случаи кој ќе ни притреба помош може да ни даде стручна правна помош. Скапа е заштитата за вакцинирање, за превенирање на заштитни болести кај животните? Колку изнесува една годишна заштита? Не се толку скапи, меѓутоа кога ќе имате повеќе животни, сумата достигнува огромни бројки, а инаку за едно куче не е многу скапа вакцината, затоа што минималната цена на една вакцина изнесува околу 300 денари. Значи другите се од 300 нагоре, меѓутоа се дозволиви. Имајќи предвид дека се уште сте малкумина како членови на здруженијето, колку може еден член да посвети грижа и на колку број животни во текот на денот, ако добиете услови да
некаде ги сместите оние кои што се бездомни животни? Па бидејќи сите ние сме луѓе кои што имаме студенти, имаме луѓе кои што работат и ние имаме своји професии кои што мораме да ги работиме, не можеме да го запоставуваме работното време. Во такви случаи кога треба да се направи нешто, се организираме меѓусебно и ги извршуваме задачите без некои пречки. Имате ли контакти со други здруженија слични кои што се однесуваат пред се на заштитата и грижата за животните? Мислам на риболовно здружение, го споменавме ловечкото здружение, какви се контактите со нив? Па со нив досега не сме имале контакти, рано е се уште за тоа предпоставувам, меѓутоа тие постојат долги години пред да се појават здруженијата за заштита на животни, така да мислам дека се уште не сме моќни да преземаме нешто во врска со тоа. Кога сме веќе кај ловните здруженија, морам да напоменам и тоа дека пожелно е членовите кои што членуваат во нашето здружение да бидат вегетаријанци, пожелно и вегани да бидат, меѓутоа тоа не е можно, но можно е барем да бидат вегетаријанци. Еве јас лично например сум вегетаријанец и ќе бидам искрена, до пред некое време консумирав само пилешко, меѓутоа сега тоа го изфрлив од моето мени. Има домашни миленичиња кои што и не бараат толкова грижа, би рекол, едноставно можат да бидат препуштени сами на себе, меѓутоа има и такви кои што бараат по голема грижа секојдневна. Сега, што би им препорачале на оние кои што сакаат да чуваат домашни миленици, а немаат доволно време, па и финансии, на некој начин би рекол? Па им препорачувам, доколку сметаат дека не се во можност да му ги обезбедат основните потреби, воопшто да не го земаат, затоа што има случаи кои ќе земат домашно милениче и го чуваат одредено времето дека да им помине меракот што велиме ние, а после тоа се наоѓа на улица. Затоа апелирам до сите граѓани, доколку сметаат дека не се во можност да се грижат за истото, нека воопшто не го земаат. Сте размислувале ли можеби за организирање во иднина акции за вдомување на животните, со оглед дека во Скопје би рекол имаше неколку такви и успешни акции? Да, сме размислувале, меѓутоа кога ќе има следна таква акција, обично се организира во Скопје, организирана од Сдруженијето Анима Мунти и Animals Voice од Велес. Планираме и ние да учествуваме на истата, доколку имаме миленици за вдомување, се разбира. Каква е соработката со овие здруженија? Нешто споменавте дека користите нивни правни председ совети, меѓутоа имате ли поддршка во работата? Па правни совети по потреба ни даваат и сме особено благодарни за тоа, меѓутоа друга соработка посебна немаме. Се надевам дека понатаму времето ќе покаже и ќе соработуваме со нас, а тоа е и дел од нашата програма, соработка со локални, национални и меѓународни здруженија за заштита на животните, кои што се борат за заштита на правата на животните и нивна благосостојба и се разбира делиме исти заложби со нив. Пред се припаднички на понежниот пол би рекол, вклучени во едно здружение, сметате ли дека машкиот посилниот пол, така речено, е малку по-отпорен кон членувањето во вакви здруженија? Се смета ли ова здружение за повеќе женско, поедноставно кажано? Јас сметам дека, јас порано сметав дека женските членови претендираат нели кон тоа, меѓутоа откако го основавме здружението увидов дека заинтересираноста за помагање на животните и грижење за нивната благосостојба е иста. Женски машки членови, па ги имаме скоро во изброј. Има ли припаднички на понежниот пол кои што чуваат, би рекол, поагресивни домашни миленици, како што е вообичаено случај со кучињата пред се? Не, до сега немаме налетано на таков случај, меѓутоа знам дека и женските и машките членови ги сакаат подеднакво, тоа е најважно. И претежно се од помладата популација, што е добро, што значи како идат генерациите ќе бидат се посвесни за дека треба да се грижат за животните, затоа што и тие имаат нивни потреби.
И за крај, имајќи предвид дека немате канцеларија, немате просторија каде што вие седиштето, како можат да ве најдат заинтересираните за да ве контактираат? Има ли можност да направат контакт со вас? Па има можност да имаме Facebook страна со наши фанови и гласи Втора шанса. Има и Втора шанса, втор профил, може да не побарат на едниот или на другиот. И планираме година да пуштиме оглас во некои од нашите локални медиуми, така да таму ќе бидат оставени подетални информации. Јас ви благодарам за разговорот, посакувам успех на Втора шанса и навистина ова здружение да се омасови и да добие што поголем број членови, за да градите слики на напуштени животни во Кочани бидат се помалку. Ви благодарам и на вам за поканата.